Годинешните финалисти се ставени под лупа од страна на жирито Аутобест. Веќе одомаќени во Австрија, 32 членови, представници на исто толку земји од Европа, имаа интензивна дводневна програма. Првиот ден беше резервиран за возење на 6 финалисти во секојдневен сообраќај каде се оценуваа употребливите квалитети на секој претендент за титулата. Полигонот на австрискиот автомобилски клуб во Теездорф беше центарот каде BYD Dolphin Surf, Citroen C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen E, MG S5 EV и Renault 4 беа донесени во екстремни ситуации во изолирани услови. 4 од вкупно 6 финалисти беа потполно електрични возила, а само припадниците на групацијата Stellantis имаа и верзија со благ хибрид. Со цел објективно да се оцени секој финалист преку единствена матрица од 13 критериуми, секој член на жирито повеќе пати го тестираше секој автомобил. Процесот на тестирање опфаќаше 10 посебни испити во кои автомобилите се доведуваа во екстремни ситуации што може да се случат во секојдневно возење. На тој начин се добива вистинска слика за однесувањето, динамичките карактеристики и функционирањето на безбедносните системи во секое возило посебно. Финалниот тест овозможува оценувањето да биде објективно. Матрицата за гласање е целосно транспарентна, а ги зема во предвид еволуцијата на автомобилската индустрија кон зголемено присуство на автономни технологии, поеколошки погонски единици и поголеми услуги поврзани во автомобилот. Секако во предвид се земаат и традиционалните критериуми, поврзани со дизајнот, управувањето, возните својства, погодноста за секојдневна употреба, функционалност, цена и цената на сопственост.